Ниту еден од настраданите во трагедијата во Кочани не е оставен на цедило, уверуваат надлежните. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски на денешната трибина посветена за Кочани соопшти дека формирана е работна група за следење на напредокот при лекувањето на пациентите. По критиките на дел од пациентите и семејствата за несоодветен третман, тој тврди дека во болницата во Кочани моментално сите потреби за дополнителна нега се решени, а во болницата според него има и кадар и ресурси. Силиконските ракавици за изгореници се прават по нарачка и земени се мерки и тоа го финансира Сапорт Кочани, кажа Клековски. Во моментот имаме 12 поведени на лекување во болница. Од тоа 7 се во странство, 2 во Србија, 2 во Грција, 2 во Турција, 1 во Словенија и 5 се во земјата и 1 се уште во условно да кажам тешка состојба. Во овој момент одговорно тврдам дека Македонија има капацитет да ја организира понатамошниот третман и рехабилитацијата на пациентите во Македонија. Државата досега има обезбедено почетни 30 милиони денари од резервите на буџетот за пациентите и нивните семејства кои се лекуваа во странство, кажа директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски, кој нагласи дека државната помош ќе продолжи се додека е потребна. Уште 7 пациенти се на долекување во странство, конкретно за во странство, исто имаат придружба, исто така им се покриваат трошоците за сместување. И се надевам дека забрзо ќе ги вратиме назад во нашата држава. Она што би сакал да го потенцирам, до овој момент се потрошени некаде околу 21 милион денари државни пари, кои што повторно ќе напоменам, тоа не значи дека тука се завршува. Од скупно собраните пари досега на сметката од Црвениот крст исплатени се повеќе од 107 милиони денари и за семејствата на починатите и за повредените, информираше генералниот директор Саица Ити. Се уште има неисплатени средства на сметката повеќе од 49 милиони денари, кои допрва ќе се распределат во зависност од повредите на настраданите. Идејата е најдобро намерна, значи да не се оди линеарно, бидејќи не сите имат иста потреба. Не сите имат иста тежина на повредите и не сите имат исти прогнози временски во однос на нивното лекување. Сакајќи тоа да го направиме, значи чекаме да бидат финални тие резултати, на основа на тоа Црвениот крст веднаш ќе пристапи. Надлежните ги повикаа сите повредени кои имаат било каква дилема или било какво стравување да се обратат или во болницата Свети Наум Охридски или во клиниката за пластична хирургија.